Вторник 11 часот, време е за подкастот на Клиника Жан Митрев, да зборуваме за здравјето. Како што тече најавите, денешен гостин е докторка Илина Гаджевска-Томулевска, која што веќе околу една година е во нашата клиника и на која е субспецијалист по пластична, реконструктивна и естетска хирургија. Многу интересна тема подготвивме за вас, нешто што е актуелно, нешто што ги интересира сите, и мажи, и жени, и возрастни и помлади. Но за темата подолу, сега да представиме гостинката, докторка Илина, прв пат сте во нашиот подкаст. Добре дојдовте, благодарам што прифативте учество и што одвоивте време да се обратиме на нашите пациенти сегашни и дни преку нашиот YouTube канал. Добро ве најдов и ви благодарам за поканата. Се надевам дека ќе стигнат до пациентите нашите совети и насоки во темата. Така, начнавме нешто за темата, нешто што е доста актуелно. Тоа е вашата специјалност, естетска хирургија и естетска медицина. Колку е тоа потреба во денешницата, а колку е само тренд од вашето искуство? Така, тоа е една голема тема и една тема со која веќе секојдневно се соочуваме како посебен проблем со влијанието на социјалните мрежи, стилот на животот, менувањето на стандардите, што значи една убава жена или маж во современото време и навистина естетската хирургија може да биде од многу голема помош за оние пациенти кои што реално имаат проблеми и потреба да некоја своја, најпросто кажано, физичка мана ја коригираат за поквалитетен живот, за да не дојде до психолошки проблеми. Едноставно да кажеме да не се искомплексираат во својот настап заради некоја физичка, да не ја крстиме аномалија, туку една физичка пречка која они сметаат дека и не само они, видите, разликата е кога еден човек ќе го видиме и едноставно не гледаме на него ништо дека штрчи или не недостасува или можеби или треба да се промени. Така, а самиот тој смета дека има некој голем проблем, дека кога се гледа во огледало, да кажеме, едноставно носот го доживува многу поголем, многу погрбав, многу полош, а ние и околината не го доживуваме така. Во таков случај веќе имаме и психолошка компонента и тие пациенти треба мултидисциплинарно да се пристапи и со психолог, психијатар да видиме. Многу е битна реалното доживување на себе си во огледало и во социјалниот живот, па поготово ако се тоа личности кои имаат јавни настапи. Меѓутоа има пациенти кои што реално она што го гледаат во огледало, го гледаме и ние, и целата околина, и навистина заслужуваат во рамките на нашите можности она што го дозволува естетската хирургија, не на сметка на нивното здравје, туку напротив да помогнеме да се чувствуваат подобро и да изгледаат подобро. Некогаш тие не се само естетска пречка, може да бидат и функционална пречка, зависно зашто збориме. Најпросто за носот почнавме како пример. Не само во однос на изгледот, може да биде проблем и во дишењето. Да, тоа што веќе сосема поинаков е пристапот кога е здравствен проблем. Ние во истиот хируршки акт го решаваме и проблемот со дишење, односно ние велиме функционална, операцијата веќе има функционална потреба и естетска во однос на изгледот, така да најчесто се работи за девијација на септумот или преградата на носните ходници, се решава првично тој проблем за да може пациентот да слободно дише, спортува, навечер да не рчи, како што често знаат да дадат податок, или ако е тоа баш изразена девијација, може и да не може да дишат преку носот, да мора да постојано им е отворена устата. Зависно за каков случај станува збор. Да, како вие ги решавате во клиниката? Дали веднаш пристапувате кон совети или пак претходно се прават некакви снимања во клиниката? Да, треба да знаеме
Како води тој процес на диагностика, да речеме? Прво, пред се е потребен преглед, нели? Ние имаме и убава соработка со ОРЛ хирурзите од ориноларингологија, нели? Кои што ако е потребно ќе направат дополнителна проценка дали нели има добра проводност во носните ходници, ако е потребно ќе направиме компјутерска томографија да ги видиме коскените елементи на носот. И кога имаме јасна ситуација во однос на проблемите со дишењето и убаво се разговара во однос на очекувањата, желбите за естетската корекција и можностите од она што може да се постигне, затоа што не секогаш нели се може да се постигне кај секој нос, а од друга страна и треба да внимаваме да тој нос понатаму одговара на симетријата на лицето. Така, не е идејата во естетската хирургија ние да го смениме идентитетот или ликот на пациентот, туку напротив да го подобриме, да изгледа подобро, меѓутоа се уште автентично за таа личност. Да, го спомнавме носот, еве на почеток така се наметна разговорот. Кои се други органи или делови од тело се најчесто подложни или се бараат да се интервенира хируршки? Зависно кои се побудите, нели, кај пациентите, доколку се работи за пациенти кои што имаат проблем и плюс сакаат, нели, естетска корекција, најчесто се работи за очните капаци, блефаропластика, горна и долна. Тука сега е се поактуелна, нели, професијата пред компјутери, IT, програмери и така натака, каде што има некоја принудна положба на лицето, нели малку намрштени, па веќе се чувствува замор на тој дел од мускулатурата, процесот на старење дополнително се спуштаат едноставно горните очни капаци. Тоа е еден процес на старење кој што започнува од челото, вегите паѓаат под линијата од орбитата, се не би да не ги оптеритувам, нели, гледачите со стручниот дел, меѓутоа тоа е еден нормален процес на старење кој што дополнително, нели, ако не е професијата таква пред компјутер или носиме очила, се потенцира и често пати покрај што естетски не се задоволни, нели, како тоа изгледа, им смета во видот. Видното поле се намалува заради тежината на горните очни капаци, да. Така тоа е доста честа причина да дојдат кај нас. Исто така, кога сме кај хирургија на градите, ако се работи за преголеми гради, покрај естетски што сакаат тие жени да ги намалат градите, односно да се направи редукција на градите, исто се жалат на болки во грбот. Значи, таа тежина која што ја носат им предизвикува веќе и функционален проблем. Исто така, летно време поради потењето, топлината, често страдаат од габични инфекции и едноставно тоа низ годините ги тера да дојдат и да побараат помош. Така, функционално ако збориме, може би се уште во Македонија е поголема таа група на пациенти кои што воедно треба да имаат некоја мака за естетски да дојдат и да направат корекција, но не е за подценување ни групата на пациенти кои што доаѓаат барајќи кај нас да ги решат психолошките проблеми. Они никогаш не се задоволни како изгледаат, колку пати да се оперира нешто, пак нешто би смениле и како што спомнав на почетокот, многу е битно таквите пациенти на време да се препознаат, да се пристапи мултидисциплинарно со психијатар, психолог, затоа што да, естетски ние може да помогнеме, меѓутоа незадоволството и другите проблеми сепак мора да се решат во работа со психолог. Тоа е многу интересен случај. Дали тоа значи дека ги одвраќате од понатамошни операции и делувате освестувачки на таквите пациенти?
Па да, може и многу пати сте слушнале некои и јавни личности изјавуваат дека се навлекле, се заразиле на естетски процедури. Не мора да се операции. И естетската медицина е тука. Не секогаш имаме потреба од ботокс или од филер, помалку актуелни, нели PRP, биоревитализациите, затоа што со нив постигнуваме подмладување и одржување, а со другиве постигнуваме сепак именување на контурите на лицето, ако тие се аплицираат многу често и во многу големи количини и не е адекватно на симетријата на лицето, затоа што секогаш мора да имаме индивидуален пристап. Не на секој му одговараат истите, нели, работи. Точно, не му се потребни истите работи и едноставно води кон, ако некого не сте го виделе 4-5 години, а тој 4-5 години работел... Е подложен на такви интервенции? Така, подложен на интервенции на хирургија, вие едноставно нема да го препознаете кога ќе го сретнете. Тоа е аларм дека тука нешто се случува повеќе од хирургија, нели? Од потреба за хирургија, туку потреба за работа психолошка. Да, што доколку пациентот не го прифати вашиот совет и советот на психолозот и продолжи понатаму да интервенира на себе. Многу честа реакција, нормално. Како се соочувате тогаш како да сте ја изгубиле битката со таа личност? Мора многу да се разговара. Нашите прегледи, консултации траат некогаш многу долго, за да се објасни едноставно суштината дека не е нели ние да го вратиме пациентот, не сакаме да го оперираме, наедноставно е секој што има желба, повели, нели, ќе оствариме желбата. Не е тоа нашата мисија. Но така. Не е тоа нашата мисија, дефинитивно. Пред се ние сме доктори, хирурзи кои што треба да им помогнеме на пациентите, а не да ги водиме во погрешен правец. Некогаш доаѓаат и по 2-3 пати се разговара упорно доколку е потребна некоја минимална корекција, да го свестиме пациентот дека очекувањата после операцијата не се промена целосна, дека ако некој има голем, грбав, долг нос, не може да има, односно природата не дозволува да има едно мало, прчесто носе, едноставно неговата симетрија на лицето не го бара тоа и нема индикација, најпросто кажано. Така да се наоѓаме негде, јас се радувам што и сите колеги кои што ја работат оваа проблематика се на истиот став и многу пати пациентите нели од кај нас одат кај друг, па кога и тој истото ќе им го каже, кај трети, кога и тој истото ќе им го каже, веќе мора да прифатат. Да, мора да се соочат со вистината. Јас на вистина ги разбирам затоа што нивната перцепција е дека на вистина имаат проблеми. Вие многу тешко е да ги убедите дека немаат физички проблем. Да. Имав многу убава соработка со еден колега од Турција и имаше интересна изјава кај пациентите што ја запамтив, им велеше кога си радосен и во кафана и во друштво и уживаш, колку ти смета носот од 1 до 10? 0. Да, точно така. Нивото на среќа е со поинакво тежиште. Так. Не е во одреден дел од нашето тело, лице или слично. Да, навистина е комплексна тема, меѓутоа мора да ја спомнеме за и сите нели дома кои што ќе слушаат, малце размислат, ако размислувале дека нешто треба да сменат на себе, дали навистина им е потребна таа промена. Да, промена. Доктор Гелина, и природата чинам не е униформна. Така. Различностите и индивидуализмот, персоналниот пристап е кај секое живо суштество, така. На крај
на краиштата не треба сите да личиме еден на друг. Апсолутно, идентитетот е многу важен и убавината е во нели различноста. Ние сите кои што сме специализирале и субспециализирале во областа на естетска хирургија, учиме многу работи за симетријата на лицето, каде што одговара, и исто е битно да кога ќе отидете на преглед кај нас, да не доаѓаат со желби, идеи што да сменат, туку да сослушаат од нашата проценка што на нивното лице или тело, без разлика за што збориме, им е потребно да се направи. Најчесто тоа е само едно одржување на процесот и одложување на процесот на старење, поготово нели во средната возраст кога веќе почнува. Меѓутоа, желбите да сите изгледаме исто со закосени очи, со подигнати веги, со големи усни, мали носиња и така натака, доведе до степен да се создаде еден тренд да сите изгледаат, да не речам да наликуваат еден на друг. Дури често пати на социјалните мрежи се создава некоја нели слика за она како идеално треба да се изгледа и поподложни на тоа се младите, да тенденција им е да изгледаат баш така. По тој пример, по тој тој униформен шаблон. Апсолутно може да кажеме дека тоа е во бранови како мода. Ако многу пати се шегуваме со колегите, ако сега е во мода да се носат звонести панталони, па после се менува нели модата, така и кај нас сега е да речеме во мода да се има полни, дури преполни усни, а следно веќе тоа паѓа од мода и доаѓа веќе топењето на филерите да се намалат усните сите оние кои што тука имаме еден проблем кој што не е само во нашата држава, туку е генерализиран, што процедурите од естетската медицина како апликација на филери веќе ја вршат и луѓе кои што не се едуцирани за... Колку е тоа проблем е кај нас? Проблем е, ми сметам лично дека сите тие кои што по улица ќе ги сретнете со невкусно наполнета усна или нели како знаат да кажат во кафичите, прво усната влезе, па после 5 минути личноста нели да се насмееме. Се усните ги земавме за пример, меѓутоа тоа може да бидат и јаболчници, нели многу работи. Генерално се од личности кои што не се медицински едуцирани. Дали често ви доаѓаат на корекција такви личности? Да. Како постапувате тогаш? Не само корекција, туку и со компликации, затоа што никој јавно не избори. Веќе и во последната година Сдруженијето на естетска медицина веќе побара да се смени законот, нели да имаме построги регулативи. Никој не избори со пациентите за можните компликации од тие процедури. Ако вие отидете во козметичко студио да ви аплицира филер некоја козметичарка која што била на некаква едукација, треба да сте свесни дека прво филерот кој што го користи не е поминат ни со регулативите, нели сите знаеме дека аплицирање на лекови, најобичен лек, мора да знаеме од каде му е потеклото на тој лек. Да, тоа е доста строго при самиот увоз чинам. Кој го произведол, како е донесен, како е чуван. Да не збориме па за елементарни работи, рокот и така натака. Значи прво го ставате... Содржината гаранцијата на... Апсолутно не знаете што ви ставаат. А најчесто тоа не се препарати кои што се донесени легално, затоа што они немаат право да имаат медицински препарати во козметички студија. Како еден пациент на личност да провери сето тоа? Дали е во ред, дали се подложува на вистинскиот третман со вистинските средства? Апсолутно, пред се треба да дојде во медицинска установа.
нели не може тоа да биде козметичко студио или некој стан во кој што се собрале на чај, ботокс и такви седенки, затоа што навистина е актуелно тоа. Иако можеби јавно не се збори многу за оваа тема, меѓутоа бидејќи ние колегите се почесто ги решаваме компликациите од такви да кажам екскурзии, веќе кај нас се подигна желбата и свеста да се реагира и затоа и еве вака јавно да ја отвориме и таа тема, да апелираме дека мора да се работи со здравствена установа, мора да се работи за личност која што е доктор, дали е пластичен хирург, кој се има право да го прави тоа. Право кој точно не може, ниту педијатар не може да аплицира филери или хиалуронска киселина, или филери, така ги користат овие термини повеќе нели во секојдневието, иако се работи за хиалуронска киселина. Така да пред се мора многу да се внимава каде се оди, да добро се информираат за компликациите, затоа што филерите доколку влезат во крвен сад се однесуваат како тромб. Јас мислам дека 90% од тие кои што имаат аплицирано филер не го знаат овој податок. Тоа е доста опасна ситуација. Да, замислете ако тргне тој тромб нели негде, па ќе застане во некој крвен сад, веќе се однесува како вие да имате инфаркт од некоја друга причина, а тоа се млади личности кои што доаѓаат да направат вакви процедури. Така да мора да се запазат, свесно и совесно да се постапува. Доктор Келина, жените се најчесто на удар кога станува збор за вакви разговори, но се почесто чинами мажите се подложуваат на третмани, интервенции, операции и слично. Што мислите како ќе се менува во иднина овој тренд? Ќе се изедначат и мажите и жените по веќе се на пат да се изедначат. Иако можам да признам од своје искуство дека мажите често пати се порационални и пореални во своите барања и очекувања и помалку го следат трендот. Жените повеќе сакаат или да изгледаат модерно и она што е во тренд во моментот. Иако, пак ќе кажам, има нели оние кои што адекватно процениле што е може, што не, точно, апсолутно да не ги ставаме сите во исти нели рамки. Меѓутоа да, мажите се веќе на пат да ги стигнат жените и најчесто е тоа една група која опфаќа таа средна возраст, кога почнува процесот на старење и доаѓаат со желба да нешто се успори процесот, да изгледаат посвежо, да не изгледаат уморни, така натака. И секако трансплантација на косата се уште мислам дека е број еден барана кај мажите, да. Да, тоа е заради нивната специфичност во апсолутно. Сега тоа е веќе реален проблем кој што некој може едноставно не му смета во животот, може да функционира, се прифаќа себе си така, не му влијае никако на својата реализираност, ниту професионална, ниту приватна, меѓутоа има луѓе кои што им смета и едноставно се решаваат. Да го коригираат. Да. Што е со старосната граница? Најмалиот и најстариот пациент што може да или смее да направи некаква интервенција? Така. Видите, за нас 18 години е долната граница, затоа што рачунаме дека процесот на растење и развивање некаде околу 18-та година нели завршува. Тоест дефинирање на изгледот коските и се точно, друго така. Еве и носот да го оперирате, коските и раскавиците на носот, нели кои го градат носот, се моделираат негде до 18-та година. И веќе после 18-та година може да размислуваме за естетска корекција. Еден исклучок ни се ушите, затоа што во школската возраст дечињата кои што имаат проминентни, односно клемпави ушиња, многу често се на удар на булинг
или смевување од своите соученици, лошо прифаќање на училиштето, дури отпор кон одење нели во училиште, прифаќаме тука во предшколската возраст да бидат направени. Да. Сега малци ни се симна границата затоа што училиштето почна нели порано, инаку 7 години ни беше таа граница. Со тоа што делуваме во правилен психолошки развој на тоа дете понатаму. Значи, дали тоа значи дека има и реална интервенција? Реална индикација мора да постои, да. Да навистина тие уши се клемпави, изгледа навистина. Но го решавате хируршки? Да, хируршки се решава. Колку е тоа опасно за едно детенце или? Така, доколку се работи за поголемо и стабилно дете, мотивирано дете, тие интервенции можат и во локална анестезија да се направат. Меѓутоа, често пати нели децата се вознемируваат, па одиме на потенцирана или плюс интравенска анестезија. Опасностите се минимални, најчесто се тоа инфекции или некое продолжено крварење, хематоми, кои што генерално доколку се работи нели во стерилни услови, по протоколи, во некоја сериозна установа со нели добар хирург се сведени на минимум и нели добрата постоперативна нега, редовни контроли и така натака. Така да може да кажеме дека една од порутинските операции кои што се работат од доменот на естетската хирургија и кои што навистина влеваат радост и среќа кај тие дечиња, тие кога доаѓаат прв пат поинаку нели изгледаат тажни, несигурни така, и кога веќе ќе дојдат после тоа се зрачат со самодоверба и насмевка. Да, што се од ова што споминавме се прави во клиника Жан Митрев? Во клиника Жан Митрев се работи се. Не само од доменот на естетска хирургија, туку и од доменот на пластична и реконструктивна хирургија. И ве би сакала да напоменам дека сите проблематики кои што ги опфаќа нели пластична хирургија, од проблеми со кожата како тумори, бенигни или карциноми, па до хронични рани, изгореници, посекотини, буквално имаме услови и работиме со се, така да им се отворени вратите за се што треба. Токму така, колку да начнеме уште една темичка во целата ситуација за крепнувањето од сите овие процедури. Колку вие како доктори се грижите по тоа за пациентот, како го наредувате неговото закрепнување, временски колку трае, можни ли се некакви компликации, што ако се случи нешто, има ли реоперација, поправка на целата ситуација. Еве да ги ослободиме луѓето дека сепак како тим, како клиника стоиме за нив цело време, дури и понатаму кога ќе помине таа, да речеме, така, критична променлива фаза. Апсолутно дека стоиме додека нели не извадиме конци и тој пациент не се врати во секојдневниот живот, ние сме тука. Следење мора да има. Ние често пати пред операција разговараме за што ги очекува постоперативно. Најчесто процесот на закрепнување е околу 2 недели, без разлика на која процедура се работи. Тоа е некое оптимално време кое му е потребно на организмот да се опорави, раните да зараснат. Да се прилагоди на промената, претпоставувам. Па доколку има оток да се смири, доколку има некоја болка која што нормално ние ја окупираме со лекови, не дозволуваме пациентот да живее со болка во првите денови. Едноставно се доаѓа на своје никаде околу втората недела. Поголеми операции, како операции на носот или ринопластика, риносептопластика, процесот на заздравување трае малку подолго, во смисол дека овдека имаме поагресивен пристап со кршење на коските и така, кој што често пати е пратен со поголем оток и хематом, и некаде околу вториот месец ќе имаме така постабилна слика, иако реалната слика е после 1 година. Тоа е еден факт што и многу пати кога ќе им го кажеме на пациентите, они се нели зачудени 1 година
Да, вие ќе го видите резултатот веднаш, ќе има промена. И после 2 месеци нема да има нели толку изразен оток, нема да има модрици и така натака. Меѓутоа, комплетното заздравување и дефинитивниот резултат е веќе после 1 година. Предпоставам тоа е ради ткивата кои што им треба време да се регенерираат комплетно, така и коските ги споменавте. Да. Докторка Илина, каде оди вашиот сектор генерално во светот? Вие следите, предпоставам, нови научни, медицински достигнувања во оваа тема. Так. Што може да не очекува во иднина кога станува збор естетска хирургија, медицина? Естетиката веќе со последните трендови тежне кон се поприроден изглед. Природен и негуван изглед. Нормално од малку да го одложиме процесот на старење или да старееме поубаво, а сепак да сме свесни и да си ги прифатиме нели своите години и дека тој процес на старење си има своја убавина. Така да сите трендови се сега насочени кон негата. Убава нега на кожата да имаме. Тоа е како превентива. Да, здрава и убава, пред се здрава. Нели, ние можеме да работиме на естетика. Многу често се случува да дојдат пациенти на преглед за некоја естетска процедура и во текот на прегледот да забележиме некоја бемка која што тие никогаш не ја провериле на дермоскопија. Значи, пред се ни е здравието. Мора да сме здрави, без разлика за што се работи. Сега збориме за кожата, меѓутоа, нели, во другите специјалности исто збориме за различни органи. Мора да сме здрави и да сме свесни дека прво треба да сме здрави, а потоа да работиме на изгледот. Така да, здравието и природниот и негуван изглед е трендот во светот. Така, убава порака за крај на овој подкаст. Уште нешто, каде може пациентот, како може да дојде до вас, доколку сака преглед, евентуално консултација, совет од вас. Вие сте тука достапни во клиника Жан Митрев, да. Телефонските броеви, инфошалтер, нашите социјални медиуми се тука. Едноставно пристапот до вас е слободен, така? Да, слободно, дали преку болницата Жан Митрев, нели преку службените инфоцентри или едноставно може и директно да дојдат и да ме побарат. Да, и социјалните мрежи веќе исто се многу популарни, многу пациенти ни се обраќаат и на социјалните мрежи, на службените мејлови кои што ги има на нашата страна, така да на сите како се чувствуваат покомотни, така може. Специфична ситуација, ретко кој може и секогаш да се довери да го каже својот проблем, својата фрустрација или реален недостаток, но тука сте вие како што вака добро звучите во подкастот, така и сте во природно личност која што лесно комуницира со луѓето и влева доверба. Така, имаат загарантирана приватност и знаете дека во нашата болница внимаваме на сите нели работи да се чувствуваат комотно и да приватно, нели поготово ако се работи за некогаш може да се работи за процедури на интимните делови, така да се останува меѓу нели тие ѕидови каде што разговараме, каде што донесуваме заеднички одлуки и секако ако се решиме заеднички дека нешто треба да се превземе, понатаму ја тираме целата процедура. По сите протоколи јас сум радосна што работам во таква болница каде што ги имаме сите услови да им го приуштиме на пациентите најдоброто и да бидат безбедни од секој аспект, затоа што се работи за болница во која што имаме значи специјалисти и субспецијалисти од сите буквално гранки на медицината, да кога се работи со пациент кој што има некоја хронична болест или пак некоја во моментот акутна состојба, а ние сакаме да направиме некаква хируршка интервенција, имаме услови да го припремиме, да биде тоа безбедно, да го издржи целиот процес на анестезија, на закрепнување, да тие рани не зараснат и да се отиден или среќен и задоволен. Токму така ви благодарам за учеството во подкастот.
Ви благодарам. Сите оние прашања кои што ги имаат може да ги постават на нашите социјални мрежи, тука е нашата Facebook страна, YouTube каналот, тука сте и вие, како што рековте, нашите телефонски броеви. Ви посакувам успех, многу успешни, реализирани естетски и хируршки интервенции. Се надевам дека се помалку ќе има и се повеќе ќе се обрне внимание, како што рековте, на правилно негување на кожа и тело, а онаму каде што мора и да интервенирате вие како хирурзи. Така. Така. Ви благодарам и стојам на располагање за се што треба. Така. Ви благодарам на сите што го следите подкастот. Следната најава ќе ја видите наскоро на социјалните мрежи. Секој вторник во 11 часот следете на нашиот YouTube канал на Жан Митрев клиник. Пријатно.